Почитувани граѓани на општина Неготино, денешниот прес ќе се однесува за да видиме работата на локална самоуправа во општина Неготино, како и вработените во општина Неготино, бидејќи се појавува проблемот инклузија. Да појасниме на граѓаните што значи инклузија, исто така и советниците од владеачкото мнозинство и некои вработени и началници во општина Неготино кои сакаат да водат општината. Инклузија значи вклучување и равноправно учество на сите граѓани во општината, без разлика на нивните лични карактеристики, способност, возраст, пол, етничка припадност, социјален статус или здравствена состојба на граѓаните на општина Неготино. Да земеме неколку примери. Еден од тие во работата, инклузијата значи сите вработени да имаат еднакви можности за работа и унапредување во нивната работа каде што се вработени. Втората работа е во образованието. Инклузијата значи децата со попреченост да посетуваат редовни настави заедно со другите ученици и да имаат соодветна поддршка. И најважно е во локалната самоуправа, почнувајќи од председатели на совет на општина Неготино, до советници, и тоа е следниот пример. Во локалната самоуправа, инклузија значи граѓаните да можат равноправно да учествуваат во донесување одлуки што ги засегаат граѓаните во овој случај на општина Неготино. Такво нешто кај нас нема до сега, нити па имаат представа од мнозинството овие советници, председатели на совет, градоначалници и некои вработени во општина Неготино. Накратко да објасниме, инклузија представува создавање услови никој да не биде исклучен или дискриминиран, туку секој да има можност активно да учествува во заедницата, тоест во општина Неготино. И тука треба да знаеме дека граѓанинот е пред се. Тоа тешко кај нас во општина Неготино. Зошто тешко се остварува тоа и зошто имаме појава на инклузија, тоа е од следните причини, тоа е моја лична констатација и не грешам. Бидејќи тоа се создава во локалната самоуправа во општина Неготино, исто така во општина Неготино имаме луѓе вработени и во едното и во другото, едното како советници, другите како вработени во општина Неготино. Тоа се вика има нарцисоидни пореметување на личноста. Значи, тоа се појавува бидејќи има, како што кажав пред тоа, нарцисоидни пореметување, за тоа се појава инклузија кај нас во општина Неготино. Симптомите на овие нарцисоидни пореметувања на личноста се гледаат. Ако малце познаваш, си занимавал со тие проблематики, тие ќе ги уочиме одма и граѓаните ги препознаваме. Тука се узорци и последици од нарцисоидните пореметување на тие личности. Значи има големи последици, како што кажав, во тие установи, во локалната самоуправа, кај советниците и во вработените во општина Неготино. За тоа да се смени, мора да се направи третман и овие лица да видиме зошто е тоа така. Толку око овој прес, кој разбрал, кој не разбрал, а иначе ова е тешка тема, ова е само како тема за размислување на граѓаните во општина Неготино и да се занимаваат
да не промашат што е инклузија, а што е нарцисоидно пореметување. Ова како идеја ми дојде бидејќи една моја пријателка од Скопје сега спрема докторат на овие теми и тоа ме потикна да дадам неколку реченици образложение за оваа проблематика која е дел од секојдневното владење во општина Неготино и како граѓаните остануваат стотици години или, како што кажав, да остануваме каде што сме. Од овој прес исто сакам да и честитам за изборот за председател на ДПМН од Неготино, тоа е на Павлинче Честојанова. Мислам дека друг избор и немаше во Неготино кој може да биде подобар и треба да најдеме заедничка соработка за Неготино да стане здрава, чиста и економски развиена средина, а исто од овој прес му пожелувам добро заминување на пратеникот Пенков, бидејќи тој ќе замине како претходните во незнани. Тие што се знани остануваат доживотно. Граѓани на општина Неготино, позанимавајте се на оваа тема, размислувајте, соберете информации и размислете занатски дали такви личности треба да бидат советници и вработени во општина Неготино. Значи, треба да направиме добар преглед за тоа да се смене. Граѓани на општина Неготино, бидете живи и здрави, Неготино вечно, Македонија вечна.